Скратување на изолацијата од 10 на 7 дена на ковид позитивните за сега нема, а се размислува и како ќе продолжи учебната година во второто полугодие. Нови рестриктивни мерки не се помеѓу предлозите кои соопштија од Комисијата за заштита од заразни болести дека биле дискутирани на денешниот состанок. Во следниве денови ќе се носат конечните одлуки. Дали учениците ќе продолжат да следат настава во училишните клупи ќе зависи од текот на епидемиолошката состојба, а ќе се знае непосредно пред почетокот на второто полугодие, кога ќе се искоординираат Министерството за здравство и Министерството за образование. Но родителите се со поделени мислења. Според едните, учениците треба да следат онлайн настава, бидејќи бројките на позитивниот коронавирусот вртоглаво се зголемуваат секојдневно, но од друга страна дел од родителите сметаат дека е себично да се бара онлайн настава, која се покажало дека има низа компликации и за учениците и за наставниците. И гледавме како децата се пасивни, полузаспани следат наставата во кревет со телефони, интеракција воопшто нема никаква, опадна концентрацијата, опадна оценките и се така натаму. Значи, морам да признам дека многу е себично барањето децата да ги оставиме дома, а ние да се шетаме слободно каде и да ни текне, и да одиме и на прослави, и во ресторани, и по кафиња, и со колеги, и со колешки. Според токсикологот доктор Нико Бекјаровски нема причина учениците да преминуваат на онлайн настава, бидејќи најмладите пациенти сојот омикрон го поминуваат како обична вироза. Ако во Грција со преку 20.000 нови случаи и во Хрватска со 9.000 нови случаи секој ден, денес започна настава со физичко присуство, нема ниту една причина некое си самопрогласено здружение да бара онлайн настава во Македонија. За децата омикрон е обична вироза, какви што има секоја зима. Местото на децата е во училишните клупи, а на неработниците надвор од образованието. Единствено може почетокот да се одложи до понеделник 24 јануари. Земјите во регионот пак ги отворија вратите на училиштата. Под построги протоколи, но и задолжителен негативен резултат од тест за домашна употреба, учениците во Грција се вратија во училишните клупи. И во Хрватска, иако над 4000 ученици се позитивни во моментов, наставата продолжи да се одвива со физичко присуство.